посакувам добар ден и добре дојдовте на сите вас кои што во овој момент сте на фреквенцијата на телевизија 24 Вести. Вие следите Очи во очи. Јас сум Јана Серафимова, денеска ќе бидам ваш домаќин и во улога на оној кој што секако ќе биде тука да ги слушне вашите мислења на дадената тема. Во овој период, навистина, голем дел од нас мора да останат во своите домови и без разлика што е овој новогодишен период, сепак ги помина во една затворена атмосфера поради симптомите на грип и вирози, па голем дел од нив и не може да бидат на своите работни места. Околу ова ќе можете денеска да коментирате, со тоа ќе биде поврзана и нашата тема, но најнапред предлагам да погледнеме една изјава, а потоа се враќаме во студиото. Ако во една аптека го нема, не значи го нема во другата. Во соседната. Мрежата е прилично распространета. Меѓутоа, тој проблем се случува токму на средина на месецот кога не е точно тоа. Тоа не е точно. Ја ќе ви кажам зашто не е точно. Затоа што не е потрошен буџетот за лекови на рецепт 100%. Буџетот... Добро, тоа зашто во аптеки се велат дека нема квота за тоа ја не можам да ви одговорам. Значи буџетот точно правиме контрола, буџетот за лекови на рецепт во моментов е искористен, тоест на крајот на минатиот месец беше искористен 98,9 или 99%. Значи нема 100% искористено, се уште останало нешто што би можело да се земе како рецепт. Но стои тоа дека ние треба и го мониторираме процесов и затоа оваа година дополнително 200 милиони денари внесуваме во системот за поголем број на лекови достапни за граѓаните. Грипот и вирозите косат. Во аптеките гужви надлежните тврдат има лекови на рецепта. Еве денешната тема, веќе имам сигнал дека имаме гледачна линија, така што велам добар ден. Ало. Дали се слушаме? Добар ден. Ало. Добар ден. Да слушам, во програма сте. Слушам. Ајде. Дали се слушаме со гледачот и дали е се во ред со врската? Добар ден. Денешната тема е грипот и вирозите косат. Во аптеките гужви надлежните тврдат дека има лекови на рецепта. Доколку го имаме веќе првиот гледач на линија, му велам добар ден. Ало. Ало, добар ден, јас ве слушам. Добар ден. Мене ми рекла втора сум, па затоа чекам. Ве слушам. Со ова грипот на вистина е во подем, кај нас. Ја од Скопје се јавувам. Во подем е поготово што беа вакцините против грип, тие беа 400 денари за особа. Приватно. 400 денари може за некого не е ништо, за некого е многу. А замислите едно четворочлено семејство колку треба да даде за вакцина. Потоа има лекарства. Ама кај ги има тие лекарства? Тие болни треба да одат од аптека во аптека да шетаат. Треба сите аптеки да се еднакво обезбедени со лекови. Каде народот мора по амбулантите климатичните лекари да стои и не се знае дали е грип или е вироза, може од едно да е болен и друго да се зарази и плюс тоа во аптеките. Слушнав надлежните што рекла, во ред е тоа, меѓутоа треба равномерно да се распределат тие лекарства по сите аптеки, затоа што болните кај ќе влезат во која аптека да ги имаат лекарствата. Не е оправдување на надлежните дека ги имало на рецепти. Ги имало во одредени аптеки. Сега болен човек да го пуштите да шета од аптека во аптека, мислам дека не е пријатно. Благодарам многу за отстапеното време. Ви благодарам и вам за вклучувањето и поздрав до вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во програма сум? Во програма сте, јас ве слушам. Сега, за лекови да кажам. Јас користам за притисок Скоприл. Скоприл користам и
беше скоприлот едно време 10 денари со рецепта. А приватно беше 145 денари, мисля, че. А сега е со рецепта 135 денари, а приватно се знае исто 145 денари. И викам на апотекарката кај што купувам, кај што ги земам лековите, викам, нели ги намалија овие за притисок лекоеве? Мене ми вика, Чичко, ги намалија, ама на телевизија кај нас не се намалени. Дали е тоа добро, дали не знам за држава. Малце ќе ми дозволите да се префрлам на друга тема. Јас слушав вестите ги слушав на Канал 5. Од тие вести на Канал 5 20 минути го зборуваше премиерот бивши Никола Груевски, поштениот. Добро, ве молам, тоа сепак е сосема во нашата денешна тема. Само уште еден збор ќе ми. Ви благодарам за тоа што се вклучивте. Сметам дека сепак ставот поврзан со денешната тема имавте доволно простор да го искажете. Би замолила во режија доколку може малку погласно да ги слушам гледачите заради тоа што врската е слаба во овој момент. Доколку имаме следен гледач, добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Среќна нова година. Благодарам, среќни на вас. Вака за грипот сега да кажам. Јас со години се вакцинирам затоа што имам хронични болести и фала Богу до сега не ми се случило да ме закачи, освен така периферно нешто. Меѓутоа овој пат ми се случи нешто неверојатно. И покрај што вирусот, вакцината ја прими пред 2 месеца таму, пред нова година ми се случи да ме фати грипот и доста тешко го поминав. Сега прашањето ми е, кога се случува епидемија, прво што се прави изолација на типот на вирусот и се објавува. Тоа е објавено во Хрватска, Словенија, Србија и така натаму. Зашто не се објавува типот на вирусот? Таму има два проблема. Или Светската здравствена организација, која што дава три типа на вируси можни за оваа година и таква е вакцината. Тоа е проценка. Можно е да промашила во проценката, а можно е и оваа вакцина што ми ја дале, не знам каква е да ви кажам. Значи не верувам во ништо. Нека ми објасни некој има ли податоци колку вакцинирани луѓе се заболени од грип. И кој тип на вирус е присутен, па да знаеме како да реагираме. Дали е свински, дали е таму тој, не знам, норти и така натаму. Благодарам. Добро, благодарам и на вас за тоа што го споделивте и своето искуство поврзано со денешната тема. Дали можете да ги најдете своите лекови на рецепта, како што надлежните тврдат, затоа што знаеме дека грипот и вирузите во овој период на вистина косат. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Ајде, поздрав до вас, емисија. Поздрав до вас, до емисија. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот, за да можеме да се разбереме и да се слушнеме малку подобро. Да се разбереме, поздрав до емисијата, поздрав до 24. И само оваа емисија на вие емисиите ги слушам, иначе телевизиите ние не ги гледаме, се се пропагандици. Се шпекулират. Вести, мести, тоа се и телма. Срамота и грот. Лековите се сегде намалени, неговија саботират аптекари, аптеки качуваат, не почитуваат, министер не почитува закони, тоа саботери и сите институции ги има саботерите, не одат по законите. Тоа е се точно. Министер што каже и кажено е. Што се намалува и намалено треба да биде. Не го почитуваат. Ме разбрате сега? Слушате ли? Да, јас вас Не слушам. почитуваат го законот на министерот. Министерот имаме ние што каже и тоа е кажано. Со закон треба да се почитува сите аптеки, сите лекови што се намали, треба да се намалат. Него ете, демократијата ја злоупотребуваат, тражат казни само и тоа е злоупотребуваат е демократијата. Се што се каже, мој термин и термин мој не го почитува, закон што се донесе за сите граѓани и за пациенти да има закажано термин да може со тај закон да се почитува. И не го почитува. И тоа го не сакаа. Имаме такви луѓе, ете, такви што не се сакат почит.
према министерот, прочит према владата, прочит за закони, сакат анархија. Владењето беше у таа ниното владење само анархија, ништо мито, корупција, ни закони, ништо не се знаеше кој јаде, кој пие. Добро. Таква позиција имаме. Таква позиција ден да раскриеме. Ви благодарам за вклучувањето и за искажаниот став. Доколку имаме следен на линија, го вклучуваме веднаш. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Кисковски на телефон. Овој Грипов ни го вметна Сорос. Затоа што он како успеа, не знам, да го вметни баш кај нас по Македонија, пошто вметна неколку канти поликолор што парва децава по улица и не знам тие пари кој ги потроши, кај ги потроши, што штета се направи, не можам да сватам. Али збор кажат за овие милиарди надвор што ги изнесуваат, ги слушам другиве медиуми и се чудам. Сорос, по накриване си мене Сорос, ја ќе си ги земам парите. Не ми ги вара назад тој. Што руши Сорос по Македонија? Како може да зборуваат во цел свет Сорос, руши се мешаат во други држави? Сорос, кај толку пари Сорос? Што руши во Македонија Сорос? Како еднаш Сорос не кажа да рече, чекате вие, ја ви давам пари, вие ги крадите, ги носите надвор, што правите? Добро, сега малку поконкретно за темата ве молам да зборувате. Еве реков, вирусот Сорос ни го наметна. Он го преседи од таму. Болни луѓе ни прати, со грипосани, и тие од еден на друг се префаќаат. Тоа е тоа. Како може другите? Све што ќе се случи кај нас, и некој ако се размеди, Сорос е виновен. Добро. Овие фабрики ако дојдат едисиотинат, Сорос е виновен. Ви благодарам за вклучувањето и поздрав до вас. Говориме на тема грипот и вирозите косат. Во аптеките гужви, а надлежните тврдат има лекови на рецепта. Можете да ги споделите и вашите искуства со нас, јас сум тука секако да ги изслушам. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Сречна нова година на сите, бро. Благодарам се. Андреја Јакимовска на телефон. Ме слушате? Ве слушам, да, во програмата. Значи, Андреја Јакимовска на телефон. Ке ви кажем многу фино и лепо како стојат работите тука. Гледам секој нешто банално збор. Прво, господинот што примил вакцина, а добил грип. Тој не примил вакцина, него тој примил аква дестилате. И му изеле парите. Криминална држава, во ред. За во аптеките гужви. Значи, фондот за здравство и бирото за лекови, значи, немаат врска. Тоа исто тие кога жабата слушнала дека конјот ставил под ковите и таа отишла брзо и таа да и тура. Тоа тие кај нас. Друго, значи тука, ако имате 3 лекови на 3 рецепти, морате да ги барате во 3 посебни апотеки, бидејќи никаде ги нема во една апотека 3 да иземат. Малтретирање кај народот. Значи малтретирање безкрај. Друго, секој еден хроничен лек, ви кажувам од искуство, морате еднаш годишно да одите кај докторот кој е специјалист, кој треба да ви даде уверение дека вие тој лек го користите за матичниот лекар да ви го препишува после. Значи, малтретирање на пациентите, значи, хроничниот лек кој се дава, тој се дава еднаш и се користи до животно. Значи, знаеме што е хроника, акута. Значи, акута е акута, хроника е хроника. Значи, то подхитно, народот нека слуша што кажувам се, ја многу добро. Значи, подхитно, нека се бара од народот да бара. Сите хронични кои одат, за да земат потврда од специјалист, за да ја однесат кај нивниот матичен лекар, за да добиваат лекови. Тоа еднаш када се укине, бидејќи тоа не е потребно, само народот го малтретира. Бидејќи тој хроничен лек се знае, се дава еднашка потврда и таа важи до бесконечно. Значи, тој лек се користи до крај на животот, ме разбирате ли? А тука ги малтретираат, ова ви го кажем од искуство. Јас живеам во Холандија. Значи, ја кога имав од доктор добиено лекови, нормално, на картица здравствена електронска, како што нас овде ја направија, само ја направија така да продадат за 150 дена да земат пари. Значи, тама кога ќе добиев ја лекови, мене во цела Холандија ме чекаат тие лекови во сите аптеки. Во која апотека да одев со картица да само што ќе дадов, тие лекови мене ме чекаат. Тоа е држава, тоа е здравство, а не тука
е катастрофално. Искачаат министри, тамо се фодулат, направиле ова, направиле тоа и уште едно. А лекови 10 дена во почетокот на месецот чатпат има, после немате лек, немате шанса да најдете. Ако не го земете во периодот кој ви стои логички од прави до прави, значи имате право да земете. Ако не земете првите 10 дена, ќе станете без лек. Значи немам коментар. Дали народот ме разбра што сакам да кажам? Дека тука народот е измалтретиран, прават будали од нас. Тоа еднашка мора да се стави крај, слушајте ме добро. Значи тука здравството не функционира ни 1 милиметар од 100%, значи малку, значи ни милиметар нема. Така да, чекај се не ме гасите, што како добро. Вие се јавуваат банални луѓе, тресат глупости, вие ме не ме гасите, стручно ви го објаснувам. Јас сум медицинско лице и ви го кажувам она како што треба да биде. Ве слушам, добро. Затоа изреволтирана сум од ова власт. Значи, јас сум била у ситуација, мене у апотека на рецепт ми вика, овој лек не можеме да ти го дадам, а мене ми дале документ од Београд стручњаци, од Македонија од ендокринологија стручњаци и оваа банална будала мене ми вика, не може да ти дадам овој лек. Добро. И кај да ја пријавам, треба да пријавам? Ви благодарам. Сега морав да ве прекинам заради начинот на кој што продолживте да се изразувате, инаку ви благодарам сепак за тоа што се вклучивте и го споделивте со нас и вашиот став и вашето искуство. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Поздрав од Чаир. Поздрав и до вас. Ке почнам со поддршка за СИО во врска со темата. Надлежните не лажат како магариња. Како магариња не лажат, не пеглат цели 10 години. Го слушнав директорот на фондот тамо, нели? Спомна, ако нема во едната аптека, има во другата. Че не да лаже, тоа и врабците го знаат. Поздрав од Чаир. Ви благодарам за вклучувањето. Поздрав и до вас. Грипот и вирозите косат, во аптеките гужви, надлежните тврдат дека има лекови на рецепта. Секако можете да ги споделите и вашите искуства, дали се согласувате со ова, со што сте се соочиле всушност во праксата. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Да, грипот во последно време зима се поголем замах. Тоа е факт. Надлежните, ама да ви кажем право, мислим, ама опште, ја мислим дека само збората вака, тоа е една по телевизијата или било каде. Правата вистина во аптеките и амбулантите сега гужва се ствара и сега што се дешава? Сега за ден-два сакаме, а зашто то не е контентеција месец да може да си, зашто да се ствара за 2 дена гужвата? Кога може преко барем до 15, ако не цел месец, да се тоа да има леков. Овие 3 дена има, али 2, кој земал, кој не земал, ајде после на слободно. И што се дешава? Луѓето револтирани, и ако кажат нешто, крива е опозицијата, крив е некој трет, само они се прави. Тоа е нешто видено, ние гледаме дека грипот не ги бира луѓето. Ја гледам дека и премиерот екстра не го избира. И тоа е како грипоса на овие денове, па се изгуби у сектору, дали како да ви кажем, се изгуби човек кој не знае што збори секој ден, кажува глупости. Например, значи, грипот е доста и заразна болест. Ја го гледам сега, по секоја цена сака да го направи тој брак со Ахмети, па по цена и да биде близнаци, да близни тој, само да се направи бракот, може ќе му се олесни од грипот. Добро, ве молам не ја ширете само премногу темата. Добро. Може да продолжим? Да, продолжете и завршете го. Не, толку безало, мислим за тој замак с грипот. Мислим, стварно ми е криво што се мачиме по аптеките. И има проблеми луѓето, јас сега од аптека идем на пример и џабе ми е. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Поздрав до вас. Доколку имаме следен гледач, го вклучуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Ова тема ви е многу убаво поставена, меѓутоа не знам овие што мешат политика. Не се живее ако не знаме што политика, де Груевски, де Ахмети, де Заев, де овој, де оној.
што се однесува до лекови. Ја од 30 наваму, јас сум болна. Меѓутоа, не знам како нема лекови за нив. Јас имав напад на бубрези, имав напад на кичма, а пијам и бај ги хронични лекови. Прво да кажам, таа е Андреја, уствари таа е Андреј, не е Андреја, што секој ден практично ве малтретира. Она е од Тетово и само сака она да зборува да ви кажам, ме разбирате. Она се изразува многу лошо, затоа што са од икс причини, она се знае, а и други знаат. Да не ги коментираме останатите сепак, да. Така, окей. Ама сакам да кажам зашто збори така будали, ваму таму за лековите што нема и ова. И последниот исто така. Аптеките ги имаат лековите. Најмалку до 15 ги има. И тоа во Зегин и Еврофарм, ја брхе што купувам. После 15, ако ги нема, сите мали аптеки, Виола, Нера, има, ја живеам на овој терен, тука, сите помали аптеки ги имаат цел месец сите лекови. Али ние сме научени во Еврофарм и Зегин да одиме. Значи, нема некогаш да не сум пратила деца или ово или оно, да не ми ги најдат било каде лековите. Ја мислам дека сте добро снабдени аптеките и кога што беве толку многу болна овие нова година, но никого не се виде дома, што значи лекови имаат сите апотеки. Греото е да се збори нешто што не е така. Ви благодарам. И сте најубаво за Божик да имате. Благодарам исто и вие. Поздрав до вас. Добар ден. Добар ден. Да слушам. Се јавувам од Велес. Во врска со лековите на рецепта и без рецепта, сакам да кажам, бидејќи исто ние со сопругот сме хронични и секој месец взимаме едноставно како нарјад од лекови, така да, ако, например, до 5 во месецот отидам во една аптека, 2-3 лека има, дали е со рецепта или без рецепта, значи не е битно, другите лекови ги нема. Ако отидам до 10-15, квотата им била исполнета. Ако отидам до 25, пак нема. Значи, точно е тоа, мислам предходно што имаше една гледачка што кажа, точно е тоа дека аптеките така се работи. Дали имаат или немаат, дали подрека се даваат или не се даваат, не знам. Значи, и без рецепти, овие лекови што ги имаме, едноставно ги нема. А мора да ги примаме. И сега морам, јас, например, со сопругот имам поголем проблем, морам на некого, или на комшија, или на било кој да оставам со него, па јас да одам по аптеките. Значи, тоа е чиста вистина. Значи, јас да го кажам од искуство. Друго немам што да кажам, тоа е. Така, фала што ми слушавте и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно, поздрав до вас. Грипот и вирузите косат, во аптеките гужви, а надлежните тврдат дека има лекови на рецепта. Со што вие се соочувате, дали сметате дека ова е така или не, тука сме да ви слушаме, така да добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? И дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Во програма сте? Во програма сте, ве слушам, зборувајте. Ало. Дали се слушаме со гледачот, намалете го тонот на вашиот телевизор за да можеме поубаво да се слушнеме и разбереме. Јас ве слушам. Дали ќе успееме да се слушнеме со гледачот, затоа што слушам дека имаме некого на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Јас сум така. Да, вие сте во програма и јас ве слушам, така што зборувајте и кажете го вашето мислење. Рекол, држа да причекаме, после овој гледаш, меѓуто добро. Сега се сложил со претходната гледачка потполно, ми ги зеде сите мисли и зборови што ги имав и сите вистини. Претходната треба да се однесува на вивање политички, да сакаше да наведеме хова влада се обезбедува. Меѓутоа не е тоа тачно. Кога се работи за здравјето и за лековите, треба да бидеме искрени, да не штитиме некој дали го сакаме или не го сакаме. Сега немој сега да испадне пак Бранко или Заев е крив. Ви благодарам, пријатно да гледај. Благодарам и вам за јавувањето, пријатно. Добар ден. Имаме ли следен гледач кој што ќе зборува на денешната тема? Добар ден. Ало, по линија? Да, вие сте во програма, ве слушам. Така сега.
Јас сум Андреја Јакимовска од Тетово. Не сум ја Андре и направивте голем пропуск, грешка, што гледачката не ја исклучивте и имам сега право да ја тужим гледачката за клевета. Дека јавно пренесе информација дека јас сум била Андре, не Андреја. Јас сум Андреја Јакимовска со лична карта и таа не сме тоа да го збори, а вие направивте пропуск као телевизија, што гледачката не ја исклучивте и не и укажавте да не меша жаби и баби. Таа е политички пратена да кажува невистини тука за лековите и убаво си кажа гледачите последни што се јавија дека се сложуваат и со мене и со неколку како мене. Вака сега, јас ке покренам постапка за клевета, снимките ги имате вие, ги чувате, ке барам во судот за клевета да се побараат вашите снимки на денешниот датум 4.1.2017 во очи во очи. Бидејќи снимката денешна ќе биде предмет на клеветата. Андре и Андреја не е исто. Ја нема да ја вреđам таа гледачка. Таа сигурно има некој проблем сама по себе. Не знам со колку може и со мене, не знам, може ме знае, пошто јас сум јавна личност. Мене ме знае цел Балкан и вие ме знаете 100% како водител. Така да, знаете сега дека ја кривично ќе поднесам пријава за клевета и ќе барам да ме обештети колку иде то 10, 15, 20 Добро. Во ред, ви благодарам за вклучувањето. Имаме ли следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Срекни празници. Благодарам, срекна нова, празници нека на ни вас. биде повесела, побогата, помирна, подружелюбива. А сега околу темата. За лековите многу гледачи се изјаснија, мајди јас ке се изјаснам сега, пошто баш слушав дека жената кажуваше дека хроничен у Холандија, дека хроничен болен, дека нема потреба. Еве, имам го истиот случај. Значи, мажот ми е од 85-та година со астма. Значи, ние секој трети месец мораме да одеме у Скопје на пулмологија да му потврдат дека се му потребни тие спреови за да ги добиеме. Ако не, ден ако закаснеме пред 3 месеца да не отидеме, значи ние не можеме да го земеме спрео. А на приватно е 3700 денара. Ке го молам министеро да одговоре со 8000 денара, со 8600 денара пензија и со хроничен болен, со мозочен излив, со астма, дали сме во можност да ги купиме ние тие лекови, ако ќе отидеме во аптеката ќе ни кажат моментално го немаме, почекате за 3-4 дена. Што не ги окривувам вработените во аптеките, не ги окривувам, не се ни тие виновни, значи некој треба на ним да им доставе. А се знае во Македонија, дека не се не прават нас луди, или самите да се прават луди, дека не се знае колку хронични болни има во Македонија. Значи, ние сме од 85-та година, се до 2007 година не сме имале проблем. Значи, оде на контрола кој ќе му закажат од тамо, ама спрео сме го взимали кој сме имале потреба. Од 2007 навам, значи пред ден, два, пред 3 месеца, ние мораме да одеме у Скопје за да му го препишат спрео, за да можеме да дојдеме до спрео. Матичната, да не и дозволат на матичната да ти даде болнички упут. На 30 имаше проблем со астмата, на 30. Одеме во хитната. Не смеат хитната да ни дадат антибиотици, не малтретира, да одеме у Велес, интернист, да ни препише антибиотици, да се вратиме, за да ни приклучат инфузија со антибиотици. Кој век сме ние, молим ве кажете? Во кој век живееме? Во 17 ли? Кое здравство го имаме ние во нашата држава? Нека ми објасни министерот, нека застане еднаш и нека не лаже веќе дека се има и дека се ружи цветат. Не знам на кого не му е јасно што се случува во нашата држава. Значи, ти да бидеш толку измалтретиран, да стегнеш ти од Источна Македонија, пред 3 месеца, на секој трети месец да одеш да ти препишат еден спреј. Каде го има тоа и у која држава не ми е јасно. Вие лудаци, не знам кога ќе престанат. Добро. И кога ќе... Ви благодарам за вклучувањето, сепак ве изслушав до крај и благодарам за тоа што го споделивте своето мислење со нас. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден во програма сте. Добар ден. Вака сега да ви кажам, значи од овие грипови има последици нормално.
кој запалење плуќа, кој нешто друго и по болниците. Имав прилика една моја роднина да е во болница, а и на инфективна клиника. Значи, секој ден мајка беше принудена да ја носи храна од дома, 2 автобуса менја, да ја однесе јадење, затоа што вработена и таму кажала храната прво си да фрла. Кој го добил тендерот да се прави храна, да се дава храна на целиот болнички круг, тоа министерот знаем, и нека излезе ако е маш, да зборува и за лековите, и за исхраната во болниците. Вработената на инфективна клиника кажала дека тоа, пошто многу се фрла храната, ја носала, имала прасиња, кучиња, што знам што, ни тие не сакале да ја јадат. Значи, а млекото било третина вода, една, само нешто бело пиеш, за кое не можеш да го препознаеш дали е вода, јогуртот дали е јогурт. Добро. Значи, катастрофа. На болниот му треба, значи, супа, му треба лекови, му треба нега, а исхраната е катастрофа. Исхраната е таа која што ќе помогне во излекувањето на пациентот. Тоа е неминовно. И тоа е самота, значи апел, сигурно ако не слуша министрат, слушат неговите родители, па нека му пренесат какви реакции од народот. А овај министер го уништи здравството. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето и пријатно. Грипот и вирозите косат, во аптеките гужви надлежните тврдат дека има лекови на рецепта. Ова е денешната тема, имаме се уште време, така што вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Ало? Во програма сте и ве слушам. Ајде да малце кажем, бидеме реални за овие лекови. Лекови, мислим, без никакви, мислим, навивања, ни за овој, ни за оној. Лекови во секој апотека секоја ги има до 25. 6. тие денови, 5 дена пред први. Тоа ги нема гарант, тоа гарантирам. И немој никој да не убедуе нешто кога ги нема. Завршуваат и после ти вика дојдете после први. Еве, 2 месеца имаме вирус, премиерот ни вика дека е некоја алергија, а ми лекови, антибиотици, сирупи, ова, она, и се тоа на приватно, и кого убедуеме дека ми имаме здравство без пари, ова. Углавно лекови сигурно, у апотеките од 25 90% апотеки ги нема. Тоа е сигурно. Нема убедување, ама има една, нема друга. Тоа они ги резираат тамо како им треба и тие денови ги нема овие лекови. Мислам, немој да се убедуваме да... Вие го знаете тоа и се цела Македонија го знае и сега поставаме тема таква каде знаеме што е проблем. Проблем е во државата. Тие лекови, тие денови да се продаат тие што се на позитивна листа, а луѓето мора да ги купат. Тоа е проблем. Ајде бидете поздравени и пријатно. Благодарам за јавувањето и пријатно. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Доколку не можеме да воспоставиме врска, тогаш тоа беше се за ова издание на Очи во очи. Знаете дека за кратко следуваат централните вести кои што ве поканувам да ги проследите, а веднаш после нив иде денешното издание на емисијата Мој термин. Бидете заедно со програмата на телевизија 24 вести. Пријатно.